Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојавте во уште едно издание. Јаде Бурек на ТВ Сонце. Наскоро правиме 2 години од така наречената белосветска хистерија, наречена корона COVID-19. 2 години. 2 години од научна бравурозност до психопатолошка хорор масовна хистерија. Дури и денеска не може да се излече еден заеднички именител и заклучок за се ова што ни се случуваше, но за разлика од шпанскиот грип, кога немаше многу време и светот после тоа влезе во една општо светска еуфорија на некаков еклектизам, ние овдека сериозно многу ќе се занимаваме во наредниве години и многу брзо ќе излезат на виделина и манипулациите, само потребна е една историска дистанца, а за да дојдеш до некакви заклучоци, потребен ти е инпут, потребни ти се податоци. Ние, за разлика од многу земји, имавме среќа да имаме неколку поединци, за разлика од со секоја чест и почит и поклонение за здравствените работници кои има и сериозни предизвици не само да се борат за здравјето на заболените, туку и самите да го издржат притисокот, да го издржат физичкиот напор, психичката тортура и траума која не ја доживувавме само ние, туку и они со нас. Некој ќе одговара за ова, но тоа е сосема друга тема, ќе разговараме некогаш. Јас сакам само да заклучам, на глас да си кажам, затоа што се одучив да бидам она скромно дете, скрушено православно христијанче. 2 години бев со вас, за разлика од оние вагинални чадови на моите колеги, кои се криеа по 2 месеца, по 3 месеца ги немаше во програма. Ја every fucking night бев со вас. Зборевме и за музика, и за корона, додека надвор беше полициски час, додека сите глуматаа лудило, кои ставаа пелени, кои гаќи, ја бев овдека со вас. Ова на глас си го кажувам себе за сведоштво, затоа што ова ќе биде снимено, па да го видат моите синови, моите внуци, моите правнуци, дај Боже, и да имам, кој ќе ме почне да ме издава, доктор Алцхаймер која ќе дојде на гости, да се подсетам дали ја бев вагина на 2 нозе која бегаше на секаде или останав. Не викам дека бев храбар. Не. И јас се плашев и мене ми беше стегната душата, ама останав. Останав и ради моите, и ради себе, и ради гледачите, и појма немам зошто останав. Имам милион причини зошто, имам милион причини појма немам. Ова моја мала тирада е вовед во вечерашното интервју за единствениот човек, има уште еден со него, но единствениот човек кој го знам одамна, кој можам слободно да кажам дека има божествено просветление. Он е стручно надграден со труд, со секојдневно учење, со секојдневно надградување на себе си. Со секојдневно никогаш не застана да рече јас знам, туку постојано чита, постојано се информира и не само во емисија кај мене, туку во приватни, за разлика од вас, ја нескромно ќе кажам, ја имав таа чест и привилегија приватно да можам да го малтретирам, со часови приватно да разговарам, да ме освести, чакре да ми отвори, да добијам вистинска перцепција. Знаете, теорија на заговор е многу лесна кога немаш доволно податоци. Но, кога ќе ги земам сите податоци, како таен агент Джеймс Бонд, тогаш знам каде да се фокусирам и каде ми е непријателот. Знам каде ми фрлил лажни мамци, лажни податоци и знам каде да трагам кон вистината.
Дами и господа, вечерва, по не знам кој пат, вистинска чест и задоволство ми е доктор Драган Даниловски, единствениот во ова општество, во овој трул систем, во ова општество на масовно хистеришење, кукавичлук, неспособност, остана доследен. Човекот е во пензија. Човекот е во пензија, но секојдневно нема медиум, нема факинг портал, нема телевизија, радио или весник кој он ги одби, даде секому интервју, ја даде својата стручност, своето интимно, лично време, иако не е професионално ангажиран, и за пробоно, вистински волонтирајки во најголемата криза, да запамтите кои беа со вас, кои искачаа на пресови, ве лажеа, си правеа политички поени, а сега ги нема нигде и возеа моторчиња на 4 тркала. Доктор Драган Даниловски, кому и да му затребаше, и на јавноста, и на медиуми, но и на лично се трудеше да помогне. За жал, не почувствувавте доволно одговорност да кажете барем едно благодарам, докторе. Дури и да не се согласувате со него, не можете да му ја побиете енергијата, љубовта, волјата да помогне, да направи промена. Сум од сабајле до вечер на телефон сум вртел по министерства, по лекари, по општи лекари, по стручњаци, по приватни клиники. Сите се криеа да излезат да зборат. Сите се криеа. Неколку души успеав да ги донесам. Доктор Даниловски никогаш не ме одби. Никогаш не ми одложи. Никогаш не ми рече, Јанко, не. Само ми рече, во секое време, колку можам да помогнам, тука стојам на располагање. Дали на отворени телефони, дали на мои прашања. Како и да е, ја денеска не ја навејавив емисијата, сметам дека ако има некој прашање, тоа ќе бидат моите верни гледачи, кои заслужуваат и имаат некакви проблеми. Доктор Драган Даниловски, како да ви кажам, он има патолошка потреба некој да го праши и он да помогне. Ја мислам дека не сум видел поисполнителен човек кога помага некому. Да, и нему и оне човек знае капацитетот да му се преполни, но како свештеник е. Секој кој му дојде на исповед и побара помош, ќе му помогне со совет колку знае, а неговото знаење е навистина огромно. Драги мои, доктор Даниловски е сега на линија и вечерва ќе разговараме за 2 години светска здравствена криза. Докторе, добро вечер. Да не си се осмелил да ми реплицираш на мојов монолог, веднаш одиме на темите. А кога ќе се видиме приватно со Џони Вокер, црна етикета, можеме да правиме муабет. Мојава тирада беше повеќе за мене, одошто за тебе. Како сте, докторе? Благодарам, добро. Буквално се засркнав од како да речам, од Шарап. Ти реков немој, другари сме, немој. Нема потреба ништо да ми враќаш. Ова не е нешто. Немој, во реци, водичка, све е окей. Да, во реци, вода нема. Докторе, пред некое време, вие, доктор Пановски, уште некои ваши колеги, имавте една панел дискусија на Фейсбук. Феноменална беше. Жал ми е што ја не успеав такво нешто добро да направам, но бев пресреќен и го репризирав, каде што вие и вашите колеги ги сумиравте работите за COVID-2019. Мислам дека вие и доктор Пановски останавте на онаа линија мажино во првиот ред, кога вашите колеги едноставно ги снема. Со должна почит на оние што си беа на терени по 24 часа, тоа не го омаловажуваме, тоа се, како се вика она после војната, споменици на безимените херои, на незнајниот јунак, ама вие беше потребно на ова општество да се појави. Како го поминавте вие, еве,
приватно, лично, имавте многу дадено телефони. Еден ваш печаток овие 2 години како помина со совети, со соработки, со помош, со аман-заман? Па за жал, кога почнава пандемиска приказна пред 2 години некаде таму, посакував да заврши истото лето. Тоа беше пролет, летото да заврши, ама некако однатре чувствував дека ќе се повтори 1918-21 со грипот. Едноставно затоа што табиетот на овие вакви РНК, како што ги викаме стручно, вируси респираторни, таков табиет имаат. Додека не се испуца, не го пушта пленот. А плен рече си 8 милиарди. Значи, имаше на Мегдан, имаше на располагање една имунолошки, велиме, невина популација и беше прашање на време, нели, кога ќе почнат експлозивно да растат бројите, и тоа се случи. И што бидна? Бидна дека ние посегнавме по светот. Посегнавме по средновековни методи. Едноставно во моментов други не беа на располагање. Такви методи во среден век со црната смрт, со чумата ги спроведува, значи со карантини, со изолации и така натаму. Истото со сезонскиот грип. Ние се најдовме во иста ситуација затоа што ниту лек, ниту вакцина имаше специфична. Исто 1918 година. Тие средновековни методи, значи, ги употребивме и ние. И тоа некој го нарече онака сликовито стратегија на чекан, и ние го опнавме, го удривме чеканот. За потоа, според таа стратегија, вика стратегија чекан и танц. За чеканот по некое време, зашто не можеш да лупаш цело време силно, нели? Зашто ќе му наштетиш и на оној кого што го штитиш. За потоа, демек, да се аплицираат мерки на олабавување и да се стегаат постепено, фати пушти, стегни олабави, така наречен танц со вирусот. Тука ние паднавме на испит као свет. До таа мера една паника и хистерија го зафати светот. Од, би рекол, науката, па се до политичарите. Политичарите како одвај да го дочекаа тоа. И на рака им одеше, им одеа сите оние гласови, ја би рекол, не хармонија, туку какофонија од звуци од секаде, од научници од секаков ков, кои што хистерично вреска, се извинувам за патетичноста, вреска дека ако не се стегне премногу, ако не се стегне доволно, дека ќе доживееме катаклизма и така натаму. За жал, во некои средини тоа стегање го попуштаа малку побрзо, па се случуваа втори бранови, па трети, па четврти и така натаму. За жал, не научија да танцуваат. Ниеден од политичарите, во ниедна земја од светот. Им се услади да маваат со чеканот, да го стегаат народот во менгеме, затоа што како историјата да се повтори, како да се плашам да не снајде слично како кога после пандемијата 1918 година, нели, почнаа да креваат глава авторитарни режими, се појави Хитлер 1931 година и така натаму, и да не правам други евоцирања, да не подсетувам. Вакви глобални кризи дефинитивно значат ризик да се оттргне од контрола политиката. И еден чекор е од демократија до тиранија. Не сум јас ниту социолог, ниту политичар, ама онака како човек кој што живее во општество и ги перцепира
сите аспекти на живењето, не можам само од стручна гледна точка да ги експлицирам, да ги елаборирам работиве, туку тука има и многу политика. Се измеша политиката и медицината. Се измеша науката падна на испит. Падна на испит генерално земено. Значи, прво, треба на науката да и се сивне капа, бидејќи сите унисоно, сите хармонично, сите солидарно лаборатории, илјадници научници работеа на идентификација на вирусот, на пронаоѓање на вакцината и така натаму. Меѓутоа, откако сето тоа се стори, откако вакцините видоа светло на денот, испадна дека тоа се доживеа од некој како добра рачка, како добра подлога да се удира со чеканот уште посилно. Наместо да се танцува или, ако сакаш, да се игра шах како велемајстор. И почнаа да играат пацерски. Мислам дека тој збор за почетници шахисти се... Кому, на кого пред се мислиш? Мислиш на општеството, мислиш на политичарите или на здравствениот систем? Затоа што нели имаше комисии кои предлагаа мерки, ама тие мерки, нели ти имаше едно страшно писмо кај што викаш одбивам. Затоа што ти, моите професионалци, ќе кажат, па тоа иде кај министерот, па министерот ќе донесе врз основа на друга одлука, па ќе ја предложи на влада политика ќе смеша во тоа. Имавме нели оние смешки. За православните локдаун, за другите имаме 6 сати слободно, за мир у куќе и некои такви небулози, па ни се јавуваа кластери и така надале. На тоа ли мислите? На политичарите ли мислите? На тоа мислам, ама не само кај нас, туку вакви комисии, импотентни, како што е нашата, поставена импотентно. Советодавно тело на министерот, кое што... Сметате дека требаше да има извршност во нивните заклучоци? Требаше да има тело експертско кое што ќе има извршна моќ, кое што ќе го информира. Тоа што ќе му каже на министерот и на владата, они да го спроведат, а не врз нивна основа да донесуваат други одлуки. Така е. Ама такво нешто во ниедна земја во светот не се случи да има. Туку секогаш беа подредени здравствените советници, тимови, штабови, комисии и така натаму, подредени беа на желбата, односно волјата на политиката. Секаде. Еве гледаме ние сега во некои земји долу на јужната полутопка што се случува, нели? Потоа што се случуваше во негде на север од Словенија со одредени мерки. И генерално низ Европа имаше едно шаренило на реакции. Јас не верувам дека мои колеги епидемиолози не умеева да соберат дека се 2 и 2 4. Екзактна наука е епидемиологијата. Кога станува збор за вакви глобални кризи, постојат некои апсолутни вистини, постојат некои апсолутни критериуми според кои што се мерува интензитетот на реакцијата спрема предизвикот. Значи, Океј, сакаш да ми кажеш дека вас, епидемиолозите, да ве прашува, ние ќе имавме светски унисон одговор, така? Но имаме едни мерки во Македонија, други во Словенија, трети во Австралија, или па истата мерка еднаш во Израел, па после 2 месеци, и што се вика, светот не делуваше во исто време истовремено, и имаме кластер таму, па се пребацува ваму, па ваму, па таму, и како да глумеа државите, нели, Шведска првин без ништо, па немаа смртност, па после им се зголеми смртноста, па Чешка, па знам доктор Пановски колку сликовито тоа го опишуваше. И тука се согласувам дека ние како цивилизација потполно несинхронизирано делувавме во оваа телекомуникацијска експанзија. Па мислам дека за време на шпанскиот грип, според историските читанки, дека во исто време имало локдаун и носење маски и во Америка, и во Европа, и во повеќето во светот. Тоа аналогно накажување и некако
пофункционирало од што денеска. Сигурно, значи, апсолутно, велам, паднавме на испит на таа, во смисла на таа координација на мерките. Точно е дека е Светска здравствена организација е некаква агенција планетарна која што требаше да се грижи за обединување, за униформирање на препораките и така намо за сите, ама таа не се покажува сега дека ни треба таква една меѓународна организација која што има малку повеќе моќ и малку повеќе пари. Практично тие што ја финансира и ги диктираа мерките. Таа носи препораки, таа не се нејзините препораки задолжителни. Знаеш дека филозофски овакво многу опасна работа е на некое такво тело да му дадеш извршна власт, знаеш, во дадена ситуација човек ќе се праша, чекај, знаеш, ние многу лесно забегуваме у тоталитаризам. Ја и ти приватно правевме, знам кој ми викаше, ја како лекар како би ве излечил од... Знам, ама дали сите ќе ти поверуваат во твоите добри намери, знаеш, и тоа е, недовербата е голема работа и многу тешко тука да... А се изгуби, тоа е неверојатно колку паднала довербата во науката, во медицината и кај лекарите. Па, падна едноставно заради тоа што и меѓу научната фела се појавија различни дисонантни тонови. Се појавија луѓе кои што нели апсолутно се произнесува, како да кажам, ја враќа целиот тој наратив, така да се изразам, назад. Значи, 2 чекора напред, 3 назад и така натаму. Некои од нив беа во право се испостави, меѓутоа во секој случај едно единство ако имавме ќе беше подобро. Особено тоа се однесува нели за одредени купови на вакцини, па штетни ефекти и така натаму. Како и да е, какви такви вакцините не можеме да го негираме, тоа едноставно вршат работа. Какви такви? Еден ден сигурно ќе имаме вакцини кои што се работи на тоа, кои што ќе бидат ефикасни за било која варијанта која што би се појавила, нели? Па да се вакцинираат оние кои што ќе бидат ризични групи ако сакаат на ниво на грип, затоа што дефинитивно короната ќе се сведе од мисечини од средината на оваа година натаму. Ајде да анализираме коронава. Ајде да анализираме, да се вратиме малце у фокусот коронава. Се појави во 2019 и тој прв сој многу брзо се прошири. Накратко само вака историски да се подсетиме и после како еволуираше и со вакцините. За вакцините ги чекавме година дена и беше многу дисонантно во целата работа, особено брзи беа кинезите и русите, ама некако западната цивилизација го изнегира сето тоа, па се форсираше Фајзерот, ама Фајзерот малце пожестоки реакции имаше, а и малце околу тоа. Значи, вирусот како еволуираше и вакцините истовремено. Ако се појави вирусот во Кина, јас мислам дека таму се има многу порано има појавено, отколку тогаш во јануари, кога они констатираа дека имаат проблем. И за неколку дена, за 10 дена, беше идентификуван кај нив вирусот, кој е и дури и секвенциониран за месец дена. Тие информира Светска здравствена организација и Светска здравствена организација брзо реагираше со тоа што прво прогласи состојба на една зголемена алертност, а потоа и прогласи и пандемија. Работата е што западниви општества, така да ги наречам, за разлика од кинезиви, кои што веднаш реагира средновековно жестоко со тежок локдаун, со тешки карантини и рестриктивни мерки, па ние од овдека ги гледавме тие мерки на телевизија и да не речам се подсмевавме малце, а овие глупави кинези што прават. Баш некаде во февруари кога почна изградбата на она болницата во Вухан во живо, ја ја прикажував и не знам, малце си игра дрндупки гледачите и па дури и јас, нели, шо име се ова целово, чалам некаков. И се случи дека се подсмевавме, ама мечката дојде и кај нас, заигра и кај нас, така да се изразам. Се случи Италија, се случи потоа
Шпанија, Германија, па потоа и во Америка отиде со оној бродот, нели, оној крстарицата и така натаму. Така што, ама се уште не верувавме дека тоа може да стане глобална криза со толку жртви. Едноставно ја го подценивме невидливиот непријател. Кога велам непријател, не алудирам на биолошко оружје направено од некого, иако ќе видиме еден ден како ќе испадне со потеклото на вирусот, ама дефинитивно засега нема. Ја имам подготвено нешто конкретно за потеклото на вирусот, но ајде да го елаборираме првин ова. Така што колку месеци трае овој прв бран на овој прв сој? Па трае некаде до јуни месец 2020 година. Така. Така што потоа се јави британскиот, во меѓувреме се јавува јужноафриканскиот, бразилскиот, но сите те се покажаа дека немаат пандемиски потенцијал. Ги совлада британскиот, кој што се јави така се смета, пациент кој што имал компрометиран имунолошки систем и долго време вирусот се размножувал во него, имал време, значи во еден исти домаќин, иста единка, и имал време да измутира. Така се јави тој британски сој и тој беше доминантен се додека не се појави Делта. Делта што се појави во Индија, нели? Па се појави таму и некои подсоеви на Делта, тие не издржаа, значи остана Делта. Го имавме тој жесток бран, Делта испадна дека е најпренослив од сите дотогашни соеви и дека е најсмртоносен, голема смртност предизвикуваше, но и тоа беше логично во еволуцијата на овој вид вируси на таков начин да мутираат, односно секој нареден сој или варијанта да се труди да биде што позаразен и што повирулентен. Оној момент, посмртоносен, оној момент кога се појави Омикрон, по епидемиолошката теорија, значи, едноставно човек треба да има знаења, нели? Вака да кажам, да умее да мисли епидемиолошки за да може да ги спои нареди коцките. Оној момент кога се појави Омикрон во Јужна Африка, односно тамо Боцуана, и кога првите информации говореа дека е тој извонредно позаразен, но дека сепак полесна клиничка слика предизвикува, мене ми беше јасно и на некои други дека тоа е почеток на крајот на пандемијата на планетата Земја. Се покажа дека се точни согледувањата од и предизвикува полесна клиничка слика, дека е повеќе заразен, негде 36,5%, а не 500 пати како што некој вака хистерично вреска дека е тоа така, 500 пати глупости. Значи само 36,5%, дека предизвикува помалку тешка клиничка слика, некаде за половина, че не е тоа многу. И тука заради тоа треба многу да се внимава, ќе кажам зошто. И откако тоа се случи, испадна дека тој го потисна својот претходник и стана доминантен практично на цела планета. Секаде, освен во Африка. Секаде на неделно ниво некаде по 20% растат случаите, само во Африка опаѓаат. Многу интересно. Нешто што заслужува експлорација. Ај во една реченица. Ај многу кратко, зошто е тоа така? Знам дека заслужува поголема, ама може ли барем од прилика да знаеме зошто е тоа така? Па мислам дека прво е населението во Африка во просек многу помладо отколку на западот. Значи, као такви, као помлади имаат многу поголема отпорност. И второ, бидејќи се постојано во комуникација, во согласност, во рамнотежа, би рекол, во постојана интеракција со околината во која што живеат, постојано, сакам да кажам, се изложени во Африка, има, да кажам, во споредба со било кој дел од светот, на единица површина огромен број микроорганизми и други
и други биолошки агенси кои што постојано го стимулираат, постојано го поттикнуваат имунолошкиот систем на жителите таму, така што го тренираат. Тоа е исто како цело време да билдате негде во теретана, имате силни мускули и потоа за било кој спорт ве бива, затоа што мускулите сте се ги извежбале, сте се ги истренирале. Африканците, ова е сега моја лична теорија, африканците си го имаат и набилдано својот имунолошки систем на неспецифичен начин во интеракција со другите микроорганизми, заради што сега лесно се справуваат со еден омикрон. Сега да ти идам на твојата воденица, доктор Угриновски гостин беше 2014 кај мене и некој извади пред некој цитат еден негов од таа емисија и ја ја репризирав скоро таа емисија, жал ми е што не си ја гледал, а он вели вика вака. Вика проучувале, значи научно ова ни студии он го гледа, го проучувал, племе во Амазон. Значи племето во Амазон вика помала смртност од грип, од канцер, од све ова. И ке кажеш, аха, чист воздух, ово, она, ваму и тамо. Но вика, процентот, вика, ајде разбираме тоа, нели? Имунолошки, изолирани се и така натаму. Но процентот на повреди, зборам гребнатини, зборам изедено лоша храна, па диареја, ако немаш лекарски медикаменти, готов си, тоа била една од најсмртоносните болести. Значи инфекции, диареја, ти ме поучуваше исто така, дека тоа било најголемото косење. Значи, бидејќи постојано сме били надвор, со животни, со ваква средина, онаква, и стално ни бил во грч нашиот организм. Но од каде, вика, ни повреди. Вика процентуално, ако вика било кое село, било каде, на 1000 души имаат 120 повреди, и се ченоци, сгазил на ова си, и се колодона, од ова, од она, овдека минимално. Неговата теза е дека подсвеста на човекот знае дека нема на илјадници километри ни лекар, ни врач, ни кој да му помогне. И телото, и подсвесно, и свесно е во еден грч на внимателност, на еден набустан имунитет, и не само што он се штити од разни зарази кои ќе му дојдат, него се штити да не сгазне на змија, затоа што нема противотров, да не сгазне на трн, па да се исече, па да инфекција да го фати. И ова е фасцинантно. Како овакво. Ние во цивилизација кога живееме од 4 зида и знаеме дека аптеката ни е доле нели на спрат, многу сме поопуштени и го немаме. Тезата му беше дека треба да бидеме во грч малце, а ти добро го кажа ова, докторе, интеракцијата со природата, оти ти првото гостување кај мене рече рекреација, шетање, вежбање дома пред телевизор, било каква физичка активност за да се набуста имунитетот, а ние го отфрливме. Повели? Ама тоа е една димензија на тоа бустање, да го наречеме, на тренирање, на билдање на отпорноста, тоа е неспецифичната отпорност што се набилдува со вежбање, тренирање, добра храна и така натаму. Одржување на еден тонус на мускулатурата и слично. Овде зборувам јас за оно што значи имунолошки систем кој што е одговорен за производство на антитела, односно нели, значи не зборувам за неспецифична одбрана, туку за онаа специфична која што Не те разбирам, иди на поентата, не покушавам те разберам зашто ми збориш. Систем наш, ако не се тренира со постојан контакт со надворешни микроорганизми кои што постојано ќе го Ова како кај децава што се јави во Гевгелија, кај 30 деца што им се јави инфекција на грлото, класична, сите заболени затоа што од изолација немаше она комуникација, па ти излезе со таа Лани беше негде ка мај месец, ако не се лажам.
точно така. Значи, Едно 30-40 деца, а во Козле клиниката беше преполна од респираторни инфекции деца. Што со тие што постојаното поттикнување на имунитетот да реагира со создавање на антитела, да реагира на вирусна настинки, на не знам други зарази и така натаму, тоа прави да тој таков имунолошки систем тонизиран од тие микроорганизми, банални или помалку банални, да биде повеќе во состојба, по жестоко, поинтензивно, по-промптно да реагира и на непознат причинител, како што сега се случи кога се појави короната. Океј, викаш во неколку твои изјави даде го кажа следново дека ова е крајот на епидемијата и дека ти според своите сознанија дека ова е на некој начин ова ти го читав, ова е ако погрешно те пренеле, јас се извинувам, дека кај и да е чувствуваш дека веќе забавува. Во исто време, слично време, твојот колега доктор Пановски вика се плашам дека ќе не удри појак сој, дека нов појак сој и дека далеку сме од крај на кризата. Каков е твојот став? Дали се менува од новите или како размислуваш ти, како гледаш на ова? Значи, по аналогија и по знајќи го табијатот, природата на овие РНК вируси, во какви што спаѓа и короната, неизбежно ќе има и други варијанти натаму. Значи, неизбежно е. И веќе се појавуваат. Се јави тамо, не знам, во Франција, некој што го соопштија неодамна, па се јави некој Омикрон L, така што се јавуваат нови варијанти, меѓутоа јас сум убеден дека не можат да имаат пандемиски потенцијал ни еден од нив, освен ако дебитус нов вирус не настане, тоа е веќе друга приказна епидемиолошка. Меѓутоа, ако од истава фамилија, од истиот род, од истава фамилија коронавируси се јави нова варијанта, јас сум убеден дека дека веќе неповратно популацијата на планетава има стекнато базичен имунитет, базична заштита, која што никогаш нема да може да дозволи катастрофични, катаклизмични сценарија. Значи сметаш овој дека не може да измутира до толку да биде поопасен од оној опасниот сој што беше пред. Не му се исплати. Не му се исплати. Така да се изразам као да е разумно чувство. Не му се исплати на вирусот да мутира во насока да биде посмртоносен. Бидејќи ќе нема хост више, помалку хост за него. Он треба како паразит да делува, не како вирус. Интенцијата му е... Значи, му се исплати да измутира така за да може да биде позаразен, односно да може да го заобиколи, да речеме некој нареден, да го заобиколува стекнатиот имунитет од Омикрон. Така, на таков начин ќе може повторно истиве жртви уште еднаш да ги заразува. И пак да се шири. Као Омикрон што го преовлада, што го потисна Делта. Меѓутоа не му се исплати да биде да има особини да биде посмртоносен, логиката епидемиолошка зборува во таа насока, затоа што не му треба домакини кои што ќе бидат не веднаш да умрат, туку да бидат колку што е можно подвижни, помобилни, зашто на поголем број наредни осетливи домакини ќе го распространат. Што очекуваш сега, докторе, дека ќе се случува? Мислам дека со Омикронот е завршено. Мислам дека тоа ќе го надгради, ќе го подигне на повисоко ниво имунитетот кон коронавирусите на човечката популација и дека наредниот вирус ќе се соочи колку и да го заобиколува, колку и да мутира за да го заобиколува имунитетот, сепак ќе се соочува со еден, како да кажам, имунитет базичен кој што не ќе може премногу да го заобиколи. Значи, можеби ќе доживееме повторно бран на некој позаразен сој
ама дека би бил посмртоносен, во тоа не верувам. Секогаш, да речеме, оставам резерва дека не сум во право, меѓутоа, ова е вака, да кажам... Океј. Ја имам две прашања, кои едната е во насока на епидемиолошки мерки, а другата е во малку оние крајните граници, кои сепак не се во теорија на заговор, туку сепак од еминентни луѓе, внимавам од што земам, нели во ова време се појавија многу познавачи на кои луѓе се лепеа, ете овој кажа така, после го бараш типот, никој нигде. Но ја внимателно пребарав, за да не го спуштам и твоето ниво, прво, пред се, за моето не е ни битно. Одиме првен за ковид мерките. Израел пред потполно укинување на ковид мерките заклучиле дека немаат логика. Значи, Израел е на чекор да ги укине ковид сертификатите, против ковид потврдите кои Израел се наречени зелени пропустници се изјаси при израелскиот министер за финансии Авигдор Либерман, пренесува Джерусалем Пост. Нема медицинска ниту епидемиолошка логика во зелените пропустици, како што заклучуваат многу експерти. Она што постои е директна штета на економијата и така натаму. Втора работа, истово во исти тон доаѓа од Обединетото кралство, од Британија, каде што велат, вика, без оглед на бројките, народе, научи се и веќе споредуваат со грип. Ние, вика, имавме од грип 20.000 мртви од грип, 20.000, па не воведовме никакви мерки. Време е да се научиме да живееме. Претеравме ли ние со мерките, или сега е напротив, ете, и со тоа си дадовме малце фора да се приспособиме и сега можеме да речеме, дечки, прекид паљбе, доволно беше. Кои се твоите коментари, еве, што се укинуваат? Сепак не е се ова некои, да речам, шабански земји, нели? Ги следевме нивните примери на потполна вакцинација, Израел која цела нација со 2 дози успеа да ја вакцинира, па пак имаше раст на тоа и луѓе се разочара и во вакцините тогаш. Вака, бидејќи испадна дека вакцините, да бидам што пократок, бидејќи се покажа дека вакцините штитат од заразување. Значи, вакциниран, невакциниран, ти ако се заразиш, ќе го пренесуваш вирусот. Тоа беше најголемиот шок и неверување, бидејќи нели не убедува, не хејта, влези бе, земи го. Не хејта дека нели тоа штити апсолутно. Нема вакцина што штити 100% од заразување, нема такво нешто, освен она за вариола вера што беше. Нема тоа. Нашата расправа вечна, стално ја вадам таа карта вариола вера, најсовршената, како ја рече, најсовршената вакцина не се повторила до сега, за жал така. Те молам продолжи. Да, меѓутоа овде сега испадна дека нели се зборуваше, ако си не вакциниран повеќе ќе го пренесуваш, ако си вакциниран помалку ќе емитираш вируси помалку. Не е точно, и асимптоматските го шират. Ако се заразат, било вакциниран, било невакциниран, така што практично всушност со појавата на омикронот, со таа негова способност до таа мера да го заобиколува имунитетот претходно стекнат, се покажа дека се безпредметни такви сертификати. И тоа со колегата Пановски од време уште го кажуваме дека се безсмислени, дека треба да се укинат. Јас више од време кажував дека практично се до таа мера се безсмислени, туку дека ако веќе се сака да се прават некакви ограничувања на влез, излез, за циркулирање на луѓе, уште не знам пред колку месеци беше, дека треба PCR тестови да се воведат. Да речеме на влезот на граница. Да, тоа беше за влез на преку граница. Значи не да се бараат сертификати за вакцинација, туку да се бараат PCR тестови. Па после кога испадна дека PCR тестовите не е можно да се бараат на секој што ќе влезе у кафана, тогаш реков, подобро е да им се бара сертификат, односно потврда за број на антитела. Затоа што има некој кој што прележал, па нема антитела, друг вакциниран, па исто така нема антитела и така натаму. Сега испадна дека било какви сертификати се нонсенс, едноставно заради тоа што
вирусот е толку брз, што не е можно да му се застане на патот ни со сертификати, ни со ништо. Така што, дефинитивно сметам дека што побрзо треба да се угледаме и на Израел, и на Британија, и на Шпанија, и на Данска. За сега се тие кои што ги пуштија мерките. Некој инсинуира и во коментари сум читал, дури некоја, тамо, не знам, не е битно, на еден мој таков напис ми вели како не ви е срам да се залагате за такво нешто, нели? Не, докторе, ја многу ми е жал, бевте изложени на нешто, нели, и јас како новинар во мојата професија бев напаѓан и омаловажуван од разноразни шилјокорани кои си даваа за право да знаат повеќе од мене во мојата професија. Така и денеска се појавија многумина, нели, те си сатанист, те си ја продал душата, те си ангел од небото, те си што ти знае, затоа што он изгледал 5-10 видеа на YouTube и стекнал мислење. Сето тоа е навистина една страшна работа која една друга социјалошка анализа ќе ни треба ние како општество. Тоа е немој да се значи ќе има тоа, луѓе сакаат да си дадат себе на значење и праведност. Немој да навлегуваме во тоа. Они се убедени дека се во право, а демонолошки, кога ти си веќе заслепен, да не можеш да ја видиш големата слика и кога мислиш дека ти си просветлен, тогаш продуховениот човек знае од каде доаѓа такво. И нема борба, не влагај дебата и нека не те боли. Да се вратиме на меркиве, ние се воведоа мерки кај нас сега имаше една шизофрена работа, мене многу ме погоди заради детево мое. Знаеш, и јас и децата, се што се правеше во општеството, слепо го идевме, затоа што како јавна личност и да не се согласував, морав заради, не може поинаку да се однесувам онака како што држава. Ако ја велам, почитувајте закон, плаќајте данок, нели, застани на црвено, вози на зелено, така и го прави. Но детево мое почна, значи, 7 часа под маска. Значи, не можеш да речеш, а и касирката имала така, а и ова. Дете не можеш да го ставиш на исто рамниште. Ја не можам да се убедувам со идиоти, со идиотки, со секого, едноставно. Но ја поддржав онаа групација која бараше или барем онлайн настава, или одложување, исто и доктор Пановски рече, одложете тогаш уште 15 дена, дајте им одмор, ако епидемиолошката слика ви е ризична, има многу случаеви, и децава нека малце психолош, верувај дека имаат веќе проблем. Ништо не им било на децата. Мислам, човек заклучен со ракија дома, гледа телевизија, клика и он продава емпатија за децата. Па дај, немој, молим те. Мислам, не можам да прифатам. Кажи ми, што треба да правиме сега во овој момент со овие зголемени бројки во моментов? Еве го и доктор Златко, твојот пријател, ти благодарам што ме запозна со него и он е загрижен прилично во неговите коментари со ова, вика, сега небото е лимит, ама каква е ситуацијата, смртност, зарадност, последици и така натаму? Значи, бројките растат и тоа беше за очекување и веројатно ние до крај на месецов за 10 дена, 12, сигурно ќе имаме може од дупло од денеска. Ја кажав пред некој време. Сите го викаат тоа. Треба ли да бидеме загрижени или што да правиме? Кажувај, докторе. Бидеме загрижени, туку треба да се фокусираме на капацитетот на болниците. Ако фрлиме око на бројките на хоспитализирани, ќе видиме дека тие растат, ама не растат експлозивно како што растат бројот на случаите. И тој број на случаите е само врв на леден брег. Тоа што таму се бројат, не знам колку беа, 2000 кусур денес како беше, тоа помножи го по фактор 6, 7, може и 10. Значи, буквално повеќе од 1% од цела население во Македонија дневно се разболува. Така што тоа е како шумски пожар. И депласирано и стручно неоправдано, епидемиолошки неоправдано, според мене,
веќе да се бројат колку се позитивните. Па соопштувајќи ги тие бројки само се сее едно чувство на несигурност, страв и немир кај населението. Подобро да се бројат и да се соопштуваат колку се хоспитализирале и колку умрале. Она другото, нека остане во рамките на струката и на надлежните, и ако хипотетично, ако навистина во еден момент се покаже дека се пречекорува капацитетот на болниците, тогаш да се направат одредени рестрикции за кои што се прашувам нашиот систем дали е во состојба да ги испорача. Значи, се покажа дека не само нашиот систем, туку е и кај нашиве комши тука на Балканот. Ние имаме практично нефункционални системи. Ние можеме колку сакаме да се бусаме в гради дека ќе правиме едно или друго за вакви или онакви мерки. Треба да видиш дали имаш три чисти тоа да го направиш, односно дали можеш да го испорачаш. Едно е да се фалбарџисуваш, друго е, знаете, она кај Рапине има, не се фаќај за нож, вика, не го вади, ако не си спремен да го употребиш. Подобро не го фаќај, не го вади од футрола, нали? Има една арапска таква мудрост. Има една жена ми вика, не се закачај ако не знаеш карате. А има црн појас, така да знам. Шега на страна. Така што бројот нека расте, бројките нека растат, не треба тоа да не вознемирува. Зошто не треба? Па затоа што се прашувам колкав дел од граѓани кои што имаат респираторни симптоми, шмркаат, кашлаат, одат да прават PCR тест. Или колкав дел одат официјално да прават брзи тестови, оној контингент кој што ќе одат во официјалната статистика. И од друга страна, колку се граѓани кои што имаат такви симптоми респираторни, а воопшто не се тестираат. Или купуваат од аптека тестови, се тестира гледа дека е позитивен и тоа не го пријавува. Си молчи. И си останува на негова лична совест дали ќе се изолира или нема да се изолира за као извор потенцијален за околината. Значи, практично пак ќе речам, веќе е надминато, веќе нема, безсмислено е тоа броење на позитивни. Една страна, од друга страна, ако е тоа така, и ако треба да се води сметка за капацитетот на здравствениот систем, не се само болниците капацитет, не спаѓаат само болниците во здравствен систем, спаѓаат и примарната здравствена заштита, матичните доктори. Па тие веќе имаат преку 100 прегледи дневно. И тоа прегледи на потенцијални COVID пациенти, оние што имаат респираторни симптоми, ама тие обслужуваат и обични и граѓани со друга патологија. И сега можеш да замислите во ординација кој ќе се струпаат, кој чека со шмркање, кашлање, чека некоја бабичка со срцеви проблеми, трет чека со диабетес, сите на едно место. Значи, јас затоа напишав неодамна пред некој ден во Фокус дека заради тоа, за да не се преоптеретува и примарното ниво на здравствениот систем, матичните доктори не можат да издржат веќе. Ќе почне да шкрипи, да опаѓа нивото на квалитетна... Дали се свестија дека имунитетот е клучна работа, а не да трчаат по антибиотици? На кратко те молам. Дали имаш осет дека малце ни дојде памет, ти текнуе дека со лопати се трчаше по антибиотик на почетокот? Јас имам па доктор Пановски кога излезе, урлаше на цел глас кутри од секоја му чест, која рече, дали сте нормални, шо правите? Цела Кина за овие 2 години нема потрошено антибиотик колку ние, цела Македонија. Сега они се лечат со медицински габи, риши, кордицепс, кои го бустаат имунитетот преку плафон. Дали малку ни дојде памет по тоа прашање, докторе, пошто многу и вие се трудевте, исто го кажувавте и вие? Јас морам да речам дека полека се освестува обичниот човек.
Зашто Фала Богу. по стотина јавувања имам било на месенџер, било на мобилен, да не кукам сега, нели? Не, Меѓутоа, право, ја на почеток кажав, ретко пожртвуван 90%. си да помогнеш Јако, секому. 90% од јавувањата се, докторе, вака и вака, ова ми се анализите, матичната ми препишува антибиотик. Дали да го земам? Значи, веќе имаат они одбранбен механизам да посакува да го провери тоа што им е ординирано од нивните доктори и не само од матичните. А докторите по насоки играат на сигурно, а не играат на потребно, така? Меѓутоа, јас немам, за жал, нека ми биде простено, јас немам впечаток, немам индикатор, немам параметри за да можам тоа да го проценам, дека дали воопшто докторите си имаат свестено дека треба да редуцираат, не да редуцираат, едноставно да ординираат антибиотици само кога за тоа има индикација. Буквално имам впечаток дека е останато исто како порано, наслепо се пропишуваат антибиотици. Докторе, дали ќе се согласиш да ги отворам телефониве барем за моиве најверни гледачи? Не поканив никого во емисија, но имаше еден од моиве верни гледачи тешка трагедија. Дедо остана со внук, ги загуби и синот и зетот некаде во април. Дали од корона, дали од лоша третман или што и така натаму и малце ја споделив таа болка со него, па сакаше он нешто да се консултира, па ако се јави, може да... Добро. Режија, можеш да ги дадеш телефоните, јас уште малку ќе поразговарам, па како ќе имаш еден по еден, пуште ги кај мене во слушалка, нема да обслужиме премногу гледачи, затоа што ќе се видиме со докторот барем еднаш месечно, тука сме, што се вика, ќе ги отвараме телефоните, а он и самиот е прилично активен на социјалниве мрежи, кој му се обрати и добива одговор, мислам дека никого не си запоставил. Мислам не. Тој што прашал. Што е генерално проблемот? Што најчесто прашуваат? Обично е ова за антибиотикот, така? Или? Обично за антибиотикот, дали да се вакцинираат со трета доза, со оглед на тоа дека, да речеме, некој прележал и вакциниран бил. Има доста што се вакцинира со 2 дози, па сега има голема дебата дали и трета бустер. Што е твојата препорака? Ја прво за себе да прашам, знаеш дека имам прележано 2 дози од кинеската. Имам ли потреба? Ти само ми рече, вика, да изгускаш некоја коронизирана, би ти било најдобро за тебе. Така, прашањето е малце така, не со да или вакцинирај или не се вакцинирај. Во принцип, помлади од 50 години, еве да речеме, да не речем од 60, ако се здрави, ако се вакцинирани со 2 Pfizera, веројатно и нема потреба од трета, можат Омикрон да го пречекаат, со тоа што мора да се каже дека за Pfizer зборуваме, 2 Pfizera као најјаки вакцини, 2 Pfizera нудат помала заштита и од заразување, и од тешки симптоми, некаде 2 Pfizera би дали заштита од заразување помалку од 20%, од тешки симптоми 50-60%, но третата доза ако се даде, заштитата од заразување се качува негде на 50 до 70%, а од тешки симптоми заштитата оди на близу 90%. И сега човек може да си направи есап, нели? Да си рече, чекај, со 2 дози ми е тоа веројатноста, со 3 ми е тоа, што да направам? Ако плюс има прележаност, апсолутно овие веројатности се зголемуваат. Значи, прележаност плюс вакцинираност даваат, да го наречам, хибриден имунитет, кој што е неспоредливо поквалитетен и подолго траен отколку само вакцинираност кај непрележани луѓе.
Режија, дали имаме гледач на линија? Да. Чекај сега да се приклучам на слушалката. Не го слушам. Океј. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете, во програма сте. Вака, бих сакал едно прашање околу овие бустер дози. Дали после ова трета доза ќе имаме потреба и од други дози, или само ова е последно што ќе треба да се прими, после ќе зависи од други фактори за... Океј. Тоа е прашањето кон докторот. Пријатно и во вечер и светни празници во новата година. Ви благодарам многу. Значи, ова е мој редовен гледач. Има некои хронични заболувања, често пати се јавува за тоа. Значи, дали има потреба од трета доза и дали после третата доза ќе мора да размислуваме и на четврта и така натаму и така натаму. Тоа го интересира. Па зависи од тоа дали има хронични заболувања и зависи од возраст. Ако се работи за постара особа, Не, помлад е, добро. добро, ако нема хронични заболувања и е помлад од 50 години, трета доза таман ќе му обезбеди една добра имунолошка основа. Ако има хронични заболувања, а е помлад од 50? Ако има хронични заболувања, зависи дали се тоа заболувања од типот на диабетес, од некои имунодефицитарни состојби. Во таков случај би било рискантно четврта доза да биде природна, да биде омикрон. Мошно рискантно би било и тогаш таа категорија граѓани и плюс оние што се постари од 70-75 години и да немаат хронични заболувања, обично имаат, тогаш подобро како за грипот што одат периодично еднаш годишно или сега не знам овде како ќе виде, дали два пати ќе виде. Некои држави дури имаат и она се одлучуваат. Австрија, не знам, да биде мандаторно вакцинирањето за постари над 50-60 години, така нешто. Како тоа јас би го нарекол тоа непропорционален или пресилен одговор на предизвикот. Значи, дефинитивно, она што треба е како за грипот, кој како сака, па... Како за грипот да го третираме, како што британците сега викаат, научете се да живееме, како што живееме со грипот секоја година. Добро вечер за следниот гледач. Не, одлична поента, многу јасно кажавте. Ало, добро вечер, повелете. Добро вечер. Се извинувам, имам едно прашање до докторот. Малку ми е чудна ситуацијата, па затоа морам да прашам. Јас сум прележана ноември 2020. Сте прележале ноември 2020. Да, Исто и јас, добро? Так. Мажот ми се вакцинирана сум во летото, јуни-јули. Вакцинирани сте, добро, две дози во јуни-јули. Така. Мажот ми прележва во декември, од 10 декември доби позитивен тест. Се изолиравме дома, си бевме сите заедно, никој друг не пројави симптоми. Последен месец, на 10 јануари, детето развива симптоми, значи од него не префативме. Чекајте малце, господјо. Режија, стиши ми го микрофонот. Ствари, како да направиме, доктор Драган, да може да слушне? Треба погласни да се звучнициве. Така. Океј. Докторе, дали ја слушате гледачката? Ја слушам, ама прилично неразбирливо беше. Океј, ќе се потрудам да повторам. Говорете, господјо. Ајде, значи, јас сум прележана ноември 2020. Ова година летово вакцинирана, 2021. Мажот ми пројавува симптоми, маж, свекор, свекрва, во декември, 10 декември. Дома сите заедно, веќе беше касно, во изолација бевме сите заедно, значи имавме контакт, мажот ми тој позитивен, потврден и свекор и свекрва. Поминва сето тој, излегваме од изолација, и после еден месец да речам, јас и малото дете пројавуваме симптоми, се тестираме позитивни. Сега пак прашањето ми е како може кога од него не префативме, бевме заедно цело време, како може од друг да префатиме после еден месец. Малку, не знам, нелогично некако. Дали се работи за друг сој или не знам. Затоа имам прашање до докторот. Господјо, дали се тестиравте? Да, со сигурност имаше дека
дека повторно, после месец дена, повторно сте се заразиле? Мажот ми дури бевме во изолација со мажот ми. Во ред, не се а тестиравме. дали имавте симптоми? Не. Значи, ја колку ја разбирам работа, сега докторот ќе ви каже, ама ја колку ја разбирам работа, ние може би и по 100 пати да се заразиме. Ме разбирате? Така, да. Значи, тоа е како дожд. Еднаш ако си накиснал, не значи веќе дека си имун на дождот. Тоа пак ти дошло. Значи, првиот пут обично имаме некоја реакција. Управо ли сум, докторе? Делујно. Можна било, јас колку што разбрав сега, да 2 инфекции било за месец дена се случиле, така? Да. Првиот пат можно е да се работело само за Делта, а вториот пат за Омикрон, кој што дефинитивно го заобиколува имунитетот на Делта. За толку кратко време. Да. Така? Дефинитивно, ако налетал Омикрон после Делта. Значи, две Делти за месец дена нема шанси да те фатат. Добро? Или 2 за месец не може. Или 2 Омикрона. Значи, ова е 2 варијанти има подкачено гледачката. Добро? Под услов, ако и првиот и вториот пат бил направен тест, па е верифицирано дека е корона во прашање. Зашто тестот не кажува... Она вели дека се тестирала, али која варијанта не знае. Тоа не се гледа. Тоа не се кажува само корона. Ке прашате, нека докаже докторот. Уште еднаш може да ви повторам, значи во декември јас и детето не пројавуваме симптоми, а сме заедно со мажот ми. Пројавуваме симптоми после 1 месец. Се тестираме и сме позитивни за корона. Да, па разбравме, го одговара тоа, дека најверојатно, докторот рече дека најверојатно се работи за 2 соја различни, бидејќи еден исти сој за месец дена, како што рече докторот, не можете, нема шанси. Благодарам за јавувањето. Освен ако првиот пат, ако било Омикрон, па не биле развиени воопшто антитела, па сега вториот пат се фатило, да речем, и имунолошкиот систем изреагирал поадекватно, што е помалку веројатно. Или вториот пат... Но интересно, се врати и грипот оваа година. 2 години немавме грип. Па се врати грипот заради тоа што виде дека може да се надпреварува со Омикронот. Делта му беше многу јак конкурент. Не можеше да дојде од него на ред да зарази некого. Омикронот е побрз, ама да кажам е помек некако така. Добро, а заразен како речиси како грипот. Имаме гледач на линија, добро вечер до него, повелете во програма сте. Добро вечер, почитуван докторе, почитуван Јанко и телевизија Сонце. Имам неколку прашања. Како прво би сакал да поставам прашање за протоколот во државните и приватните болници, протоколот на лекување на ковид пациенти. Односно, при прием на пациентот, дали имало доволно, конкретно станува збор за модуларната на ефективна клиника во септември, бидејќи ми кажува дека во една од тие бараките место 6 маски имало 3 маски, па немале тоалет во модуларните, има страшни услови. Почитуван, лоши услови. Само малце. Сакам и друго да прашам. Да, нема проблем, само морам заради гледачите да информирам дека доктор Даниловски е во пензија и не работи никаде. Он е пензионер, он волонтира ова со јавувањево и со ова. Он воопшто не е вклучен во ниеден здравствен систем. Него го пензионира и за жал не го вратија во времето на кризата да го искористат неговиот капацитет. Така што мислам дека не он соодветен да ви одговори на ова прашање, но добро е да го поставите вие како заклучок. Уште едно прашање би сакал да поставам. Да. Дали зашто и дали се има шанса да се намалат цените во Систина и во Жан Митрев, бидејќи брат ми починал во Систина и плативме 26.000 евра, лежеше 26 дена и имавме минута до 2 секој ден контакт преку телефонската централа, ни кажува некои штури информации, како е подобра сатурација, како подобра ова, како после не соработува. Имам и во групата полно што се
роднини на пациенти починати кои плателе по 40.000, по 60.000 евра за лечење. Дали имаат намера да се намалат цените? Дали не се намалуваат поради во членување на многу доктори или бизнисмени во тие управни одбори? Зашто не се намалија до сега цените? Дали ќе одговара некој за ова пренаплатување, како да кажем? Луѓе продадоа станови, куќи, хипотеки зема, не знам како да ви објаснам. Надевајќи се да ги спасат своите близки. Тоа кој ќе биде одговори? Министерот ќе одговара ли? Ќе биде ли некој тужен до едно обвинителство? Или да покренеме групна тужба во Страсбург ради профитирање на грбот на граѓани, не знам што да прашам. Ја сочувство за вашата загуба, сочувство за овие трагедии и ова све што сте го доживеале. Ке ми простите, еве, јавно го искажувате вашиот збор, докторот е пензионер, не е вклучен во ниеден систем, значи он не може да одговори за приватните, нити за државните клиники, он може него за некакви општи состојби можеме да разговараме, но еве да го искористиме. Зашто не го зема Министерството за здравство под капа болниците приватни, како ЕСМ што ги зема БЕК? Да, ама како може докторот да ви одговори тоа? Он е епидемиолог во пензија. Не, докторот, поставувам јавно прашање до приватните болници. Имаат ли морал, чувство или не само тоа, комфортот на докторите и јаките плати тераат? Ама ние бевме единствена држава кај што немаше бесплатни тестови, ние моравме да плаќаме тестирање. Тоа и тестови све плаќавме. Све плаќавме. И лечење и тестови. Какво бесплатно, човече? Тоа имаше некоја проформа на почетокот за тестирање, ти реков, ми рече, па групно ово, она, ништо после све неоткорна. Немаш симптоми, немаш ништо. Абе, треба да идам, треба патувам, треба ова, ми треба документ. Све сам да си плаќаш. Катастрофа. 3000 вакцини во Србија, патни трошкови. Колку, да, нели, будали беа луѓе што идеа до Србија, така? Затоа што немавме можност до јуни, немавме вакцини. Не е да не сакавме. Немаш. Не поделија. Го поделија граѓанството со тие ковид сертификати. Подобро да не постоеше ништо и луѓево да им се дадеше, бирајте, сакате, имате вакцини, можност да бидете живи и здрави, имате можност да не се вакцинирате. Никакви сертификати и глупости така. Ти благодарам за... Ги укинува Англија, ги укинува Израел, ги укинува сите ги укинува. Веќе разговаравме, ако ја гледате репризата и докторот го говореше тоа и рече дека стварно сертификатите се нонсенс, го кажува Израел и Британија. Сертификат скенирани во боја, тоа е. Благодарам за јавувањето, уште едно сочувство до вас и го разбирам вашиот гнев. Докторе, се извинувам, не е ова прашање до вас, ако сакаш да искоментираш ти, иако е неблагодарно за тебе, ти не си во систем, ти си пензионер и само од емпатични причини си овде. Меѓутоа, имам јас тука да коментирам околу тоа што кај нас паралелни два система цело време постоева здравствени. Значи имавме цело време приватен и државен здравствен систем. Во период на глобална криза со големи жртви, основно е секоја држава да ги стави под своја капа сите здравствени работници и сите здравствени институции, независно од титуларот на собственоста. Јасно. Значи да ги повела сите. Не можеше, не смееше да се дозволи, нека ми биде извинето, ама тоа така се крсти, така се нарекува, да се дозволи воено профитерство. Ова не е воено профитерство што кај нас се случи и се случува, ова е нешто уште пострашно. Не знам кој квалификатив на тоа профитерство да го употребам. Значи, ако ништо друго, требаше да се изедначат цените на услугите во приватното и државното здравство и ако тестовите и други диагностички
методи, лаборатории и така Требаше да натаму. бидат субвенционирани, граѓаните бесплатно да се Ако- да, готово, јасно. Требаше и во приватното здравство, така да го крстиме. Ама и едното и другото се јавно здравство. Тие вршат јавна здравствена дејност. Независно Ама кој е ваква собственик. ситуација државата и вика кој му треба све и пријатно. А добро, има години каде што ние ова ќе го анализираме и не само лекари, и политичари, и социолози, и психолози, и овде ќе има и нирбершки процеси. Ќе има и нирбершки процеси во светот. Добро вечер за само ќе следниот кажам- гледач. Само ќе кажам уште дека не е точно одредени изјави на времето дека не може државата да се меша во ценовната политика на приватните болници. Имаше една таква изјава. Аха, а како може На време- да ги замрзнат цените пред Нова година за брашно и зејтин? Тогаш може, кога им стиска газот заради нивниот рейтинг. Така? Ама сега овдека заради профитот од... Еј, да не ја почнеме. Добро вечер, повелете во програма сте. Добро вечер. Повелете, ве слушаме. Владко Илиевски од Скопје. Повели Владко. Јас се јавив минатиот пат и реков дека ќе чекам емисија која ќе имате во врска со ковид. Еве ја, повели. Да. Па мислам дека и докторот Даниловски е запознат со случајот на мојот зет кој што почине во април месец, бидејќи ќерката некои документи кои што едва ги доби од 8 септември за дијагнози за анамнези за се она што се случуваше со мојот зет, за тие 8 дена со таа галопирачка некоја температура и се уште што овира некои документи, па мислам дека ќе со некоја група се состануваат и ќе договараат да дадат заедничка тужба во Страсбур. Бидејќи овдека нема врска, ова нашиот ништо не признава. Значи, протоколите, во секој случај, протоколите во Македонија, во нашите здравствени установи, може би лекарите се труделе, инфектолозите давале се од себе, само тоа што вие ако немате протоколи и ако немате соодветно лекување, џабе ви вика да се утепате вие од работа таму, луѓето испумреа, така отидоа без веза, да не речам, страшни работи се случуваа за оној случај. Еве го претходникот пред мене што кажа дека за брат му дал толку пари, една колешка на мојата ќерка, Нада Јовчевска, го знае најверојатно случајот овој докторов, 55.000 евра има дадено во болницата, дали во Шестина или Жан Митер, не знам, и човекот го нема. Тоа сакам да го кажам, а ќе оставам место и за другите гледачи нека кажат. Благодарам, многу пријатно. Благодарам што се вклучивте во програма. Сочувство и до вас за вашата трагедија која уште лани ја споделивте со нас како еден траорен пример на ова нефункционално општество или ако не нефункционално, онда ќе го кажам шизофрено. Докторе, прашање за вас. Зошто ревакцина со Pfizer во Македонија е на 3 недели, а во Германија истата вакцина, ревакцинација на 6 недели. Која е разликата? Разликата е што на 6 недели е подобар ефектот ако се даде бустер дозата. И би требало и кај нас тоа да се смени. Што чисто се сомневам. Значи, се покажа дека ако знаеш како, знаеш како, ја саат време можам да глумам професионалност и вака кога ќе ми извадиш една реченица, значи ја потонувам од срам. Како ја да сум ја дал таа уредба, знаеш, викам, леле, што сум потпишал, човече, како можам да... Значи, у една реченица, еве, потонав, да ти кажам, не мислам, омалувам, еве, после овие 2 јавувања, иди човек не се расплачи, јас сум више у години, нерви ми попуштија. И вака сега ти ми се јавуваш, кај нас, тоа е, и ја вака сега, истекувам, што да ти кажам. Барем, мојве горе, од екипава ќе свртат, ќе запалат цигара на прозор, нешто ќе гледаат од страна, да не полудише ова. Нема, тоа 3 недели не сме го измислиле ние, тоа така беше на почеток, затоа што се брзаше, нели, да се што побрзо да се стекне целосен имунитет за Делта кога беше и се одеше на 3 недели. Арнова се покажа после дека повеќе ако се исчека, дури и 8 недели,
уште подобро фаќа втората доза. Моја драга пријателка од младоста, 10, 11, 12 години помлада од мене, од моите младалачки луди денови, јас од незините починува за помалку од недела дена. Здрава, права, немаш одговори. Ја го доживувам тоа како трагедија, иако не сум ја видел 20-30 години, како и мене овие што свој блиски. Знаеш, разговарав со мојот парохиски, кој е во Соборна црква, отец Горан. Викам, каква е ситуација на гробишта? На почетокот беше, вика, прилично мирно, па дури и првиот дел, првата година, многу помалце погреби имавме. Ако, нели, црквата иде на 20 погреба на ден, да речеме 10 погреба на ден, сега карикирам во Бутел, имавме, вика, 7-8, вика. И тоа претпоставувам заради, нели, мерките, маски, луѓе се пазеа, многу повеќе и така натаму. А порано, вика, годините, дојде грип, вика, многу смртни случаи имаше. Сега, вика, последниве, вика, септември месец ние погреб да немало. Значи, јули, август, септември, вика, октомври е 2 погреб, вика, не умираат луѓе тогаш. Интересна вака, сега на разговор, ја немам статистика. Вика, се тепавме на гробишта Бутел. Он збори само за гробишта Бутел и тие 4-5 свештеници. И само за православни. Значи, вика, трчавме по коли, немаше, заради протокол, немаше капела, за да нема собирање. Значи, искача од замрзнувач, тргнуваат овие, го спуштаат, вика, не можам да довршам, вика, опелото, вика, трчам на вториот. Вика, до вечер, вака, вика, избезумени. Избезумени. Вика, најстариот наш, вика, свештен, вика, ја не паметам, вика, вакво нешто, вика. Не паметам дури ни по сведоштва дали вака било и олку долго траело кога бил и земјотресот, нели, 7-9 жртви имавме. Ама тоа било ден, два, недела, ден, али колку не можело да потре. Ова, вика, не престанува, вика. И тоа збориме само за христија. Кај се оние муслимани, кај се атеисти, кај се... Значи, енорно имало зголемена смртност. Статистиките кажуваат дека не е таа нешто поголема од кога има грип. Ама грипот трае 3 недели, 4, ова не престанува. Ке престане. Вака. Угоре, удоле. Баш гледав кај доктор Златко Арсениевски, он ги кажуваше и е прилично загрижен, вика ова, вика, не гледам, вика, кај ќе падне, но ти си оптимист. Не, па вака, ако 17 дена траеше нагорната линија на епидемиската крива во Јужна Африка, 17 дена траеше. 20 нека биде. Толку отприлика е периодот и на спуштање на кривата. Кај нас нека трае месец дена качувањето. Ке се спушта исто толку. И ке дојде до она што јас го кажував на времето, дека март ќе ни биде чист, односно ќе ни биде рамна линија, ќе биде ендемиско ширење, распространување на вирусот и некаде во лето ќе имаме спорадичен број на случаи. Инаку, ако ми дозволиш, ова со гробиштата ми асоцираше нешто. Една реченица. Погребите во лимени сандаци е најголемата глупост што е воведена кај нас било кога од почетокот на самостојна Македонија. И од почетокот на... Да, као да се работи за црна чума или за вариола вера. Значи, да беше црна чума или да беше вариола вера, тоа има смисла. Ама за респираторно заболување, ти да преземаш такви протоколи, како не баре да не знам, летаат вирусите од покојникот, од мртвите, тоа е нонсенс. И точно можеме, нели, да ја лоцираме причината што стои за тоа. Како да е бола или како да е антракс, такви некои работи, нонсенс. Се согласувам. Добро вечер за следниот гледач, повелете во програма сте. Ало. Да, повелете, ве слушаме. Ало.
Добро Ало. вечер, повелете, ве слушаме. Добро вечер. Сакам да прашам, јас сум вакцинирана во почетокот на 21 година. Меѓутоа, некаде на средината на летово земав да пијам Б-комплекс со фолна киселина и добив многу голема алергија. Дали алергијата има врска со вакцините или не? И дали сега, после таа алергија, пошто не можам уште да ја скинам таа алергија, се уште на моменти се појавува, дали можам трета доза да примам вакцина? Сум вакцинирана со кинеските вакцини. Така, господјо, значи повеќе од 6 месеци од како се вакциниравте, имавте реакција? Не, немав 6 месеци. Колку? Па 1, 2 или 3 месеци, тука некаде. Чекајте, господјо, ми рековте, на почеток на 21 година. Значи, Тоа е јас јануари... сум во април вакцинирана, во Тоа април. не е почеток е јануар или февруар, а ми рековте Не, во добро да е август. тука. Значи, почетокот на првата доза на 8 април, а втората на 28 да речеме беше. Добро, април. и ова после 3 И месеци после во јули, при крај на јули или август тука некаде, би се добив случило алергијата. ова. Па и јас сум со кинеската, ама никакви реакции немав. Иако пиев и тоа истото, вие Немав освен ни ја фолната. реакции никакви при примањето на вакцините. Да. Што ви рече лекарот? Молим? Лекарот ваш матичен, што ви кажа? Матичниот ми рече, прво не веруваше дека е од ова Б-комплексот со фолна киселина. Меѓутоа, сега, ако примам поголема доза на Б-витамини, да речеме, еве, при примање на наут, сум варела, па да го јадам наутот, добивам поголема алергија. Значи, вие Ако имате- јадам варена, добивам пак поголема алергија. Значи, вие имате некаква алергија спрема некоја храна, Не сум имала нетолерантност. претходно никаква алергија. Добро. Докторе? Ако добро разбрав, вакцинирана со 2 дози, после Да. 3 месеца се јавила алергија на што? На Алергија Б-комплекс со фолна киселина. почнува да зема. Добро, благодарам господјо. Не ја Океј, слушам режија, добро. благодарам за гледачката. Затвори го телефонот заради да не оглувам јас. Значи, земала Б-комплекс со фолна киселина. И како земала веќе реакција. Незината лекарка се консултирала, незината матична лекарка не верувала дека може да развие алергија од Б-комплекс и од фолна киселина. Затоа што па не верувам таму дека има. Но она има сега развиено некаква алергија и нетолеранција спрема храна, спомна наут и така натаму и така натаму. Дали вакцината може да направи таков имунолошки тригер на преосетливост на такво нешто? Тешко. Многу тешко, неверојатно. Така што мислам дека ако мисли да се ревакцинира, односно прими трета доза, тоа е Pfizer, нема внатре никакви алергени, нема ништо освен тоа сепак е препорачливо да почека 15 наместо 15 минути да почека 30 минути на местото на кај што се прима вакцината. Инаку со вакцината тие алергии што и се Значи, ако се појави алергија, тоа ќе биде веднаш, не може да биде алергија после, не знам, месеци. Обично, ако е некоја алергиска реакција, затоа и ги тераат, нели, да останат 20 минути после примање на ова, затоа што тогаш се појавува алергија, ако се појавува, така? Обично 15 минути се вели да се чека. Оние граѓани кои што имаат позитивна историја на алергични реакции против во однос на храна или лекови или не знам што, препорачува да почекаат наместо 15 30-45 минути максимум. И ако после тоа не се појави, нема ни да се јави таква алергија. Алергија кон вакцините, мислам. Добро, благодарам. Некој Љубомир Костовски ми пише, вика, кажи му на професорот, лавовите во Африка живеат 10 години, во зоолошка градина живеат и преку 15. Заклучокот го оставам вам да ви го одговорите, ако не сте знаеле, јас ќе ви одговорам. Поздрав. Господин Љупчо, ја ви благодарам што и да сакате да
да ни одговорите. Ја чувам домашни миленици, домашен миленик дома живее скоро 2 пати подолго од што на улица. Иначе, ако сакате, алудирате на темата што ја имав на почеток, гледам по времето кога е јавувано дека нели во природа, со природа се развива посилен имунитет, јас сум спремен куќата да ја ставам на обклада со се жена, деца и јас чисто да ви ја побијам теоријата што сакате да ми докажете наспротивно. Но, имате право на ваше мислење, ама ја имам право да се насмеам на вашето мислење, како и да е, нели? Го почитувам и се имате право, па дури и погрешно мислење да имате. Како беше она за Бранко Црвенковски, како викаше? Народот е во право и кога греши. Не. Во право е човекот дека во заробеништво, каде што има редовна храна, во Африка просечен животен век е 35-6 години. Така. Европа е преку 70. Во Македонија негде ние мажите живееме околу 70-71 година просечно. Тоа е очекувано трајање на животот при раѓање, а жените 75-6. Ќе ни се скратили или ќе ни се продолжи векот после све ова и вакцинирање и експерименти и све? Ние бевме експериментални заморчиња со оваа вакцина, да не се лажеме. Немаше клинички трајал. После се ова има некои математички моделирања дека со ковидов просечно за трајање во некои земји на животот статистички е тоа би се скратил за некои 14 години во просек. Ама тоа е друго. И некога за Африка. Па тие умираат рано. Доенечка смртност извонредно висока и така натаму. Значи просечен животен век не е повеќе од 35 години. А сепак тврдам дека имаат посилен имунолошки систем од европјаниве нас, од цивилизацијата, во наводници. Зошто? Затоа што цело време се изложени на напади од микроорганизми, од секаков вид инсекти и така натаму. Но твојот силен имунитет не ти е гарант дека и ќе преживееш. За преживување бара и помалку стрес и повеќе... Но заради таа силна интензивна експозиција и се умира многу. Да бе, прати го камерманот. Океј, одиме имаме уште гледаци. Добро вечер. Добро вечер, повелете во програма сте. Не мораш толку гласно во слушалка, не морам да го оштетам слухот, слушам фино. Мониторот, Дејан. Неам монитор. Добро вечер, дали се слушаме? Во програма сте, повелете. Режија на оваа линија нема никој, дали може да префрлите на втората? Ало, добро вечер. Ало. Да, повелете. Ме слушате? Да, ве слушаме, повелете. Добро, затоа што од диспечерот ми рекоа дека има еден гледач пред мене, затоа прашав дали сум јас. Не, уште идеме до крај со гледач. Повелете, говорете, поставете прашање. Значи вака, конкретно прашање немам. Пред се да го поздравам од се срце професорот. И само сакам да кажам една работа која ја прочитав пред можеби година и пол дена. Еден руски научник тврди и практично го докажал тоа, ако може така да се каже, дека џумбирот и односно дека вирусот, поготово тие од фамилијата корона и што ти ја знам, нели, се алергични на џумбир. Се алергични. Вирус е алергичен на џумбир, а? Може да звучи, Јанко, те молам, секунда само. Да, добро. Може да звучи и смешно, но тој ги држал семинари. По салата имало на 2 пати по 600 души и не сакал да влезе додека секој не земе по една котка џумбир во уста. Да, супер. Додека траел семинарот, Јанко, сериозно. Ама тебе ти е сериозно, извини сега, ја не барај од мене сериозен да бидам, окей, те пуштам, збори. Додека траел семинарот, нели, колку траел тамо, 2 часа, не е битно. Значи, се случува 2 семинара, еден по друг на мал одреден временски интервал. Со тоа што се случува во период кога беше короната најактуелна, кога беше најголем број заболен. И ниједен нема заболен. Од сите 600 лица души. Он тврди дека 4 часа делува
значи таа коцка како на времето баба дедо покојни кога ќе одевме на гости ќе ни Добро. дадоа калапче шеќер. Одлично, ти благодарам, биди ми поздравен да Чекај да се дадам. доискажам, Јанко. Ама знаеш уште како, секунда. имам гледачи кои имаат конкретни здравствен проблем. Ај уште една реченица повели. Добро, окей, извини, поред, толку само сакам да кажам. Значи за џумбирот дека е извореден лек и бустер. Одлично. За така. џумбирот И сум го спомнал кај сум стигнал. И само ова сакам да кажам, да, 4 часа му е дејството на Да, едно калапче разбравме. џумбир, додека го чувате во уста, кога комуницирате или се во затворена просторија и така натаму. одлично. Колку има вистина во тоа е многу релативно. Ја потполно ти верувам и ќе ти кажам уште еден пример. Поздрав пријатно од мене. Фала, чао. За време ова се сведоштва нашите партизани кои го напуштале Сремскиот фронт кога ги носеле 45-та, се враќале и по земјиве по ова селава кои поминувале ни Србија и така натаму владел тифус. Значи за да се спасат, бабите им давале чешниња лук да држат меѓу заби и да дишат низ тоа, за да не се заразат од тифус. Бидејќи знаеме дека има антивирусно и антивирусно дејство лукот, така да и џумбирот со својата лутина делува така. Но знаеш како, све е тоа прекрасно. Тек да ти кажам, ја ќе имам посебна емисија за реиши и кордицепс, дека цела Кина, значи збориме 1,5 милиарда луѓе, се лечеше со ова и со ништо друго. И тоа е едно невидено чудо. Значи, лекови има, еве, кај нас, џумбирот, ефтине и така натаму, лукот, па да не збориме, макало, бутај, уживај. И тоа и помага и добро е, ти стално го повторуваше дека е многу важен имунитетот во цревата, поточно пробиотската исхрана, а лукот, кромидот, киселата зелка, дека се најдобрата работа. Ме отру додека бев болен, грижејќи се за моето здравје, исклучиво да се занимавам со пробиотска исхрана за да се заштитам од корона и од гриповите. Тоа би го расчлениле пробиотици се пробиотички бактерии што ги има во ферментирани, нели, млечни производи и во ферментиран зеленчук, особено во зелката кисела и во туршија, ама има и нешто друго. Нерастворливи растителни влакна се потребни како прихрана на цревните бактерии или пребиотици. А нив најмногу ги има пак во зелката кисела, значи тоа е фантастичен продукт на мирница што содржи и пробиотици и пребиотици. Значи, а во лукот има Коломбо знаел што прави кога на бродовите зелка турил за морнарите. И С витамин плюс зелката затоа била употребувана. А зошто па цревни бактерии, веројатно некој ќе речеш од кај па сега цревата. Епа тие таму се наоѓа командниот центар. Регулацијата од таму се врши на нашата природна имунолошка одбрана и колку поздрави бактерии цревни имаме, толку нашиот систем е помоќен. Уште едно, значи ќе завршиме со како да се заштитиме, уште едно јавување и тука завршуваме со гледачите, а ќе ти дам последните 10 минути да ни дадеш совети како да си го спасиме задните години, децени од живота, се шего. Како да си го подобриме имунитетот, поточно да го преживееме се ова. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Вашето Многу ми прашање? е драго што професорот се нафати да... Вашето прашање? Нашето прашање е вака. Важно е, Јанко, молим те, оставиме... Не, благодарам за јавувањето, пријатно. Чекај момент, стварно не се дер. Пријатно. Не, стален гледаче сака да се искаже, немаше прашање за него, бидејќи крајов на емисијава ти го посветувам тебе, ќе се јави утре ќе му оставам да се искаже, немаше прашање. Докторе, трета доза или што да правиме со себе? Што да правиме со децата, што да правиме во ова лудило кое никако да спласне? Велиш март месец да сме оптимисти. Па, јас би бил оптимист, никош нема 100% ништо, веројатност, особено во медицината, ама сите показатели, сите индикатори укажуваат дека епилогот е тука и дека ова би требало да
представува лебедова песна на короната. Јасно, тоа за кај нас важи. Во секоја средина, во секоја земја, динамиката на крајот, да кажам, на локалните епидемии ќе оди со различна динамика во различно време. Меѓутоа, кај да е западов, да кажам, западниве општества, годинава, мислам дека ќе го видиме крајот со Омикрон, освен ако не се појави некој си 10-ти сој. За истокот не сум сигурен. Не сум сигурен затоа што кинезите стегаа премногу силно. Не верувам дека, иако се они во огромен процент вакцинирани, ама вакцинирани се со тие нивните Синофарм, Синовак вакцини и други некои, кои што за Омикронов многу не се покажа ефикасни. И како тие ќе се справуваат, ќе видиме. Но како и да е, тука, каде да е, тука е. Значи, се гледа, многу било, малку останало, народот вели. Во целата работа, веројатно, треба ова да не биде некоја заопомена за друг пат, затоа што со оглед на се поголемото мешање на човекот во интактната природа, во природните живеалишта, резервуари на дивите животни, можни се вакви инциденти со други вируси и во иднина. Значи, тоа е по теорија на веројатност многу можно. Климатските промени го прават своето, се менуваат, се доаѓа до разни миграции на животни кои што се природни резервуари на одредени вируси и така натаму, така да се што можеме да очекуваме, ама за памет треба да не биде, за да знаеме како да се однесуваме понатаму. Прво треба да разбереме дека дефинитивно мора еден консензус светски да има околу тоа на кое ниво, кои мерки се аплицираат. Не може едни да речеме ве Кина со тројца болни, цел град од 13 милиона во локдаун го стават. Или Австралија со ова нивниве. Да. Со така, значи мора да има еден на ниво на Обединените нации, да кажам, протокол како тоа се... А ние секоја земја си тера свој и потоа, а комуникациите се интензивни натаму помеѓу државите и џабе се после мерките. Докторе, ми интересира една работа. Дали ти ја разбрав поентата? Не би сакал уште да образложуваме таа. Туку ме интересира едно нешто. Дали ќе ја менува состојбата, сознанието, дали овој вирус е природен или вештачки? Ти упорно тврдиш дека овој вирус е природен, дека е на мутација, но и јас тебе апсолутно знаеш дека ти верувам и ме знаеш колку сум јас скептик за теорија и заговор. Британскиот онколог обвинува дека ја убиле науката. Вирусот е направен во лабораторија, вакво нешто не може да обстои природно, се коси со законите на физиката. Ја ова го објавив на мојот портал. Века, професорот пронашол уникатни отпечатоци, проучувајќи го, вели смртта на науката од ковид лабораторија за протекување. Се работи за Ангус Далглиш, кој беше коавтор на трудот во летото 2020, откако забележа уникатни отпечатоци во примероците од COVID-19 што укажуваат на генетска манипулација од луѓе, дека ние генетски сме манипулирале врз вирусот и дека е жртва на одвратна дефамација и дека секој што сугерира на неприродно потекло COVID-19 бил замолчен од колегите. Се враќаме во времето на Коперник и Галилео и така натаму и така натаму. Се во ова што, знаеш, кога ќе дојде од луѓе кои имаат некаков кредибилитет. Ме разбираш, малце те збунува. Знаеш, ова не е Јанко на YouTube, па сега ја вадам теза и тогаш, ајде, мали, купи бурек и така натаму. Многу ваши колеги почнуваат да се сомневаат. Значи, прво. Која што треба да ги најде начините кои се на пренесување на еден вирус или бактерија, што и да е некој микроорганизам, кои се законитостите на тоа ширење и како да го спречи тоа, со кои вакцини и други работи. Така што имал право Златко. Сосема ирелевантно е дали некој го направил од XY мотиви вирусот негде
го синтетизирал во лабораторија или интервенирал во природни вируси или е природен во крајна линија, што мислам дека е далеку поверојатно како опција, ама еве, го оставам тоа настрана. Не ме интересира мене тоа. Мене ме интересира дека имам јас вирус меѓу луѓето. И мене ми е обврската да го решам проблемот, да ги не мене, значи епидемиологијата, да ја реши епидемијата и да ги намали жртвите. Едноставно, знаете, епидемос, над народот. Епидемиолозите се професија која што треба да бдее над здравието на народот и да се потруди максимално да ги минимизира штетите од можни вакви катастрофи. Така што јас немам доволно елементи за да можам да оспорувам или да не оспорувам дали тој или кој да е има право кога тврди нешто, можеби има, можеби нема. Јас не е тоа и мој домен во крајна линија, некој имунолог веројатно подобро би се произнел тука, но ние проблемот го имаме, независно дали некој намерно го иницирал, го предизвикал или природно настанал, проблемот како масовна појава на заразна болест меѓу луѓето е факт. Луѓето факт е дека умираат и наша задача е тоа да го спречуваме колку што можеме. Докторе, огромна благодарност за ова што го правиш. Ти се восхитувам на енергијата. Би сакал барем дел да го имам тоа што ти го имаш. Емпатија, волја за живот, една позитивна енергија, да не изгубиш такт. Ја навистина ме посрамуваш едноставно и како човек, не како професионалец, тоа уопште и да не збориме. Ти благодарам од свое име и од име на гледачите, на оние што се јавиле и што не се јавиле, и на сите што си им помогнал. Ми представува вистинско чест и задоволство за твојата отвореност према мене, кога ми рече: Јанко, ако сакаш секој ден, колку сакаш, ти стојам на располагање во секое време. Јас ти благодарам за се ова, се извинувам за моите непрофесионални и некоректни односи кои не соодветствуваат на твоето ниво, но разбери ме, јас сум секој ден, најди малце едно оправдување кое е неоправдано за мене, но на таков начин ја успевам да издржам се ова. Уште еднаш благодарам за се ова и до следното гледање и слушање. Благодарам на поканата, ми беше огромно задоволство. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.